спротивно на правилата, прво наместо широката, Кроплан. Океј, малку сум возбуден и морам да кажам дека само неколку часови откако обзнанија дека Орце Ѓорѓиевски е кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на град Скопје, ја еве, воредна слушај ваму и прв да му честитам на Орце Ѓорѓиевски, новиот градоначалник на Скопје. Орце, честито, заслужено. И полека Јанко, некој ќе рече, па немој така, немој пред рука не збори, па малер, па чекај, ова е демократија, има процедури, знам. Океј, не ме гушите, ова си е мое. Јас знам дека ќе победи со акламација. Зошто? Прво погледнете колку граѓаните на Кисела вода му дадоа поддршка. Како се гледа таа поддршка, еве, од изборите па навам. Видовте журките што ги направи, колку беа после. Ама тоа се журки. Да, ама да ви кажам дека луѓето што не сакаат, па и намерно ги одбегнуваат, колку и да е тоа добро за нив. Не, народот сака, се дружи, затоа што он беше со нив цело време. Знам колку им помагаше, знам кога беа во криза, знам кога требаше помош. Со денови, ако требало и воредни часови, и саботи, и работеле, и администрацијата да им помогне. Замислете ве, 21 век, 2025 година, Орци им доделуваше имотни листови уште, а вие уште сте у главата со пропагандата на претходната власт дека се е тоа завршено. Ништо не е завршено. Со прст немаат мрдното, но Орце реши да биде добар градоначалник од народот. И стварно беше добар, и стварно направи доста работи. Од киното, до овој новиот голем меѓународен проект што треба расадник да го направи, светска работа. Се надевам дека ќе го направи. За Скопје доаѓаат подобри денови, за Скопје доаѓаат најдобрите денови евар. Се што му се случувало на Скопје наназад, некако доаѓа сега кулминацијата во моментот кога владата има огромна финансиска поддршка од Унгарија, од Обединетото кралство. Овие пари ќе бидат инвестирани во градот и сега. Нормално за транспорт ќе биде најмногу. Скопје болна работа е транспортот. Транспортот мора да биде еколошки, струја, водород, што и да е, само да не е нафта. Втора работа, да се направи таа гасификација, да се направат тие гасни централи мали, за да се грееме сите, за да се снабдуваме сите во градот со чиста енергија за греење, за да поевтини, за да можеме да мислам, луѓе, веќе, јас знам дека е презаситен градот, пренатрупан и така натаму, но што ќе правиш? Да фрлиме атомска бомба? Не, дај да видиме што можеме да го подобриме тоа. Оставите приказ на зеленилата. Уште 10 пати зеленила да стаиш, џабе, ако ова не го решиш. Потоа ќе се реши. Но Орце знам дека ќе го направи тоа. Зошто Орце толку ме радува? Знаете, моето најдобро искуство со градоначалник е Коце Трајановски. И викам, нема да се повтори човек како Коце. Вреден, посветен. Абе, 2 капки дошто, он е прв облечен со жутиот мантил, со чизмите до колене и трча кај што треба да се помогне. Бев грешка. Не е единствениот так. Орце е таков. Ја видовте ли реакцијата само на неговите колеги? Пази, нема, дури и во други општини, и во самата партија си има некој ривалитет, знаеш, секој стака да бидејќи, пазете, втора функција во држава е претседател на град Скопје, градоначалник на град Скопје. Милион луѓе имаш ти под свој. Не, приказни, да. Милион луѓе се овдека доселени. Скопје е 700.000 официјално, неофицијално има уште 300.000 затоа што некој си тераше така математика. Океј, како и да е, инфраструктура, хигиена, загадување се клучните работи, мислам дека ќе бидат, не мислам, знам дека ќе ги направи, затоа што ова не е само заради него, не е само заради градот, ова е за опстанок не само за ВМРО ДПМН, ова е за опстанок на државата. Тоа сакам да ви го кажам, дека сега веќе не е тоа во прашање. И прв пат тврдам дека тоа приказните со надпартиски кадри не функционираат.
Имаше еден Трифун Костовски, видовме колку му беше чергата, видовме и дури и со Ристо Пенов кој беше партиски, па ККМ, видовме и со претходниот градоначалник кој реши да ја раскине коалицијата и соработката со владата и Скопје заради тоа стагнираше. Скопје не може само од себе, за себе, по себе да прави. Мора се тоа да биде во една синергија со сите структури во државата. А ВМРО ДПМН има огромен углед. Бутел, Гази Баба и пред се Кавадарци, Митко Јанчев, човече, ја не знам, го преобрази тој град. И еве, овие последни 4 години, од оној урбан хаос во кој живееше Кисела Вода, почна да наликува на сериозна градска населба. Сега замислете сите тие инфраструктурни работи кои треба да се случат. Стаклара која беше руина, кој беше ништо, почна да се прави. Тоа се работи на кои претходната власт не ќеше ни да помислиме, не ќеше ништо. Така што, добри работи. Орце, честито нека ти е, извини вака што зборам пред рука, што викаат, ама знам дека ќе биде така. Мора да направиш добри работи, мора да ги направиш многу брзо. Се радувам, мислам дека Скопје ќе го има најдобриот градоначалник на сите времиња досега. Која би била пригодна песна за вакво нешто? Дечки, дај да не се лажеме. Има само една песна која може да се испее за Скопје, која само за Скопје кое е руинирано крајно. А која би била таа? Што мислите? Која би била химната на Скопје? Која е химната на Скопје? Лепи сол као какао Скопје, тарадам, тарадам, там. Мислиш? Не. Не купувам ја тоа. За мене Скопје е радост. За мене Скопје се децата. Ова ми е и одјавна шпица, уште еднаш честитки за Орце. Чао.